го гледам сега со последните потези. Сега ја сменија целата кампања, нели до неделата зборува за средна класа, оваа на заев од 6-7 милиони евра, зборува за нови лица, за промени и слично. Од вторникот, пошто понеделникот беа у подрум, од вторникот, откако почнаа измаало да кружат, нема ни нови лица, нема ни промени, нема ни средна класа. Сега нова тактика. Ке не црнеле нас, ке не правеле негативни личности, ке не правеле криминалци, ке не правеле лопови, ке монтирале, ке ваделе измислени документи. Драги пријатели, толку време ги трпиме, ке ги истрпиме уште 10 дена. Ке се сиват повторно, ке манипулираат, ке монтираат, ке лажат, ке почнат па да подвикнуваат. Ке дое 27. Знаете ли назаје што ќе му се случи? Тој истиот што го постави на таа позиција, Бранко Црвенковски, ќе го фати тука за кошува позади вака, една клоца и нема да знае како да се врати до Струмица. Тоа го чека. И он знае дека тоа го чека. И затоа е таков деновиве како што е. Вие погледнете му е физиономијата овие денови. Погледнете го како изгледа. Растревожен, травматизиран, таква промена на изгледот, на лицето. Например, да ги погледнете снимките од минатите 2-3 дена, без тон, само слика. Тогаш ќе ме сватите што сакам да ви кажам. Каков психолошки профил ќе извадите кај тој човек после неделата. Драги пријатели, на него му е се јасно. На него му е јасно дека 450.000 луѓе со задоволство излегува да гласаат за кандидатот на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија Ѓорѓе Иванов. Дека длабоко веруваат во тоа што го прават. На него му е сега јасно дека на 27 таа бројка ќе биде многу поголема. На него му е јасно дека ВМРО ДПМН е на чекор до 62 пратеника. Само малку ни недостасува еден чекор за 62 пратеника. На него му е јасно што го чека во СДСМ после 27 април. Затоа е таа промена на физиономијата, затоа е таа нервоза, затоа е сега влегувањето во ново сценарио на клеветење, на манипулирање, на монтирање, на оцрнување, но ќе промени и тоа. Сме издржале многу потешки моменти од ова, ќе го издржиме и ова. На 27 62 места во парламентот за ВМРО ДПМН и не давање можност некој да го уценува ВМРО и коалицијата и граѓаните на Република Македонија.